Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Исус Христос да дојде во овој свет, зашто се вели во Светото Писмо, Отецот толку го возлюби со овој свет и својот единороден Син да го даде, да секој што ќе поверува во Него да не погине, но да има живот вечен. И Синот Божи, кој предвечно од Отецот се раѓа, од Отецот, од неговите преградки излезе и доброволно посака да се понижи до тој степен да постане човек, да прими тело човечко, иако совршен Бог, да се воплоти од Пресвета Богородица, да дојде меѓу луѓето и да поживее со нив. Нашата вера е богооткриена, зашто Синот Божи Господ Исус Христос ни ја открил. И Он вели дека Отецот и Он, Синот Божи, едно се, а и Светиот Дух е едно со Отецот и Синот. Па така, нашиот Бог по природа и по суштина е еден, а по лица или ипостаси троичен, односно се јавува како три лица, за кое нешто најконкретно го изразил тоа еден руски светител Андрей Рублев во 14-тиот век во иконата што ја насликал за Светата Тројца со три ангели кои седат на трпеза и положбата на нивните тела прават на Отецот и Светиот Дух. Отецот е од десната страна или нашата лева, гледано кон иконата, а Светиот Дух од десната. Во средината на тој путир што го прават положбите, седнати на Отецот и Светиот Дух, се наоѓа Синот Божи, ангелот кој што ја изразува и ја искажува најголемата тајна, тајната на сите тајни, Светата причест, зашто Синот е во путирот. И кога зборуваме за путирот, кога зборуваме за телото и крвта Христови, поради кое што дошол Христос на овој свет, за да го спаси човечкиот род, а не било можно по инаков начин да го спаси, освен доброволно да прифати, да пострада заради нас, да пострада и на смрт себе си да се осуди, односно неправедно да биде осуден да прифати. Христос Спасителот да пострада заради нас, да ја пролее својата света крв. И кога зборуваме за Црквата Божја, браќа и сестри, Црквата Божја не е ништо друго, освен Божја заедница. А таа Божја заедница ја сочинува народот Божји, кој е во храмот Божји, како што сте вие денеска во овој свет храм. Но не е само вие, како оние што протестираат таму, де во Охрид, де во Скопје, пред резиденцијата на Блаженејшиот. Велат дека имале свој нивни старец,
кај беше тој да се покаже сони таму, ако е вистински пастир, но бидејќи е лажен пастир, Арамија краде туѓи души на свештениците и може ли на овие свештеници овде по некој да е украден таму, затоа што секоја душа на секој православен верник е во семејството. Првата заедница е парохијата, возглавена од парохискиот свештеник. И тоа е првата заедница, а малата заедница, најмалата црква е домашната црква, семејната црква. Таткото, кој е глава на семејството со мајката и децата, а во парохијата, парохискиот свештеник со ѓаконите и верниците во таа парохија. А сите пак парохии заедно собрани околу својот епископ владиката ја сочинуваат вистинската, целата или полната црква, зашто полнотата на црквата се изразува преку епархискиот владика или архиереј, а не преку некои си викарни епископи кои се помошни епископи на епархискиот архиереј. И ете докај дојдовте, брајче и сестри, некои си старци, младостарци, кои тресат глупости поврска со верата, кои кажуваат дека имаат духовни чеда, а еве ги нема таму, кога ќе се појават, туку ги шушкаат тие луѓе што се злоупотребени или измамени. Тоа е измамништво, кога некој кој не е повикан да ги собира луѓето околу себе и од себе да прави гуру духовник или да прави од себе Господ. Ајде погледнете и по социјалните мрежи, слушнете што зборуваат тие што се собираат во Охрид и во Скопје сега за да уриваат црквава наша македонска православна. Се обидува и тука собор да направиле во петокот по 16 часот два благодарение на вас и на другите верници во нашиот град, кои разбравте, свативте дека тоа се измамници луѓе, дека крадат туѓи души, дека ги злоупотребуваат и тоа кои? Оние што се во неволја, а тоа се луѓето кои биле подложни на зависност од дрога и од пијанство и од други работи, па лечејќи ги од дрогата, ги заробија да бидат нивни заробеници, да бидат робови на тоа што тие ќе им кажат. Ниту еден духовник во било кој манастир нема право да собира верници околу себе и да се прави дека тој има духовни чеда, зашто согласно светите канони, согласно уставот на Македонската православна црква и правилникот или уредбата за монаштвото, духовниците во манастирите се духовници на нивните духовни чеда, кои се монаси или монахини, ако е поставен да биде духовник на женски манастир, и на искушениците. Ништо повеќе. Сето тоа другото е измама, сето тоа е влага, сето тоа е рамилук духовен, крадење на туѓи души. И сватете, разберете еднаш за секогаш дека тоа се измамници. Велат дека се
духовници имале духовничена. Отива па се духовници не застанаа сега заедно со нив, па и со калуѓерите нивни, и со калуѓерките од тие манастири, па да покажат дека се нивни. Ама измамата дотаму оди, ќе ги нашушка тие да одлучувале кој ќе биде избран за владика на некоја епархија, што не е нивно дело, не бираат верниците кој ќе биде владик. Бира светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, браќа и сестри. За архиепископ одлучуваат и некои верници кои се представници на епархиите и на наместништвата, но не се тие само, туку се и свештени лица, и сите епископи, сите владици. И сега, еве, ова го кажувам само за да се вратиме назад. Како било во раната црква Христова? Во црквата рана Христова, од Господа Исуса Христа основана, зашто глава на црквата не е ниту така наречениот Вселенски патриарх, ниту папата во Рим, ниту владиката Петар ова епархија, ниту било кој владика, не е глава на црквата Христова. Христос е глава на црквата, а ние во Негово име сме поставени доколку личиме на Него и работиме тој како што дал заповед и се препознаваме дека сме Христови, тогаш ние, браќа и сестри, како Негови представници сме тука на земјата, во црквата земна, а и во земната, и во небесната, глава на црквата е Христос. И како е тоа? Како што ви кажавме, верниот народ со свештенството и монаштвото, собрани околу својот владика ја сочинуваат црквата Божја, ама не без овој свет престол и без оваа света причесна, телото и крвта на Христа, нашиот Бог и Спасител. Без Него нема црква, зашто едниот Христос, Спасителот, кога ни се дава, кога ни се дели преку причесната, телото и крвта Негови, ако сме се подготвиле за причесната со молитви, пост и подвизи, ако сме се измириле со браќата, ако сме побарале прошка, да ни проста за тоа што сме изгрешиле и да им простиме и ние за тоа што тие ако побараат од нас да им простиме, а сме должни да простиме, тогаш оној што ќе се почувствува најгрешен, како што вели свети апостол Павле, прв су меѓу грешните, нека пристапи да се причести. А тој што вели дека тој е најголемиот, тој е најсаканиот, нека су и јас тој не е вистинскиот владика, тој е лажниот владика. И тој не го почитувајте. И јас ако така постапувам, нема да ме почитувате, дека сум тогаш лажен владика. Вистинскиот владика, како што пастирот оди пред овците и тие по него одат, тој е вистинскиот, а лажниот владика, како овие луѓе изгубени во Охрид, во Скопје сега и кој знае каде ќе се појават, одат како муви без глава, како овци без пастир, а се вели старец бил, ај нека се појави таму, зошто не се појавува? Ги манипулира, ги лаже, а за да се јави по некое време сега да им рече луѓе, немојте вие сега така што правите, тоа не чини. Па тоа го видовме од сите до сегашни такви протести што ги правеа. Иста е приказала, само се повторува. И тоа се оние кои може да бидат излажани, кои сакаат да бидат излажани. Ако сакаат да бидат излажани, одете.
и ќе видите, ќе завршите како Јуда што заврши, бидејќи го предал Христа, отишол, ги фрлил срдениците, а и западни кои сребрени таму се маткаат и одат и така натаму, и тоа е тоа. Но Господ Исус Христос, Спасителот, слушнавте во денешното свето Евангелие што вели? Дека дошол Христос, Спасителот, да го спаси светот. Христос, Спасителот, кога дошол во овој свет, тој заради луѓето дошол, за спасение мирно. И Христос, Спасителот, ги поучил во верата и не открил верата. Апостолите ги испратил во целиот свет, од исток до запад и север и југ, и секаде се што им заповедал, се проповедале, и верниот народ сето тоа го разбрал и научил и го исполнил. Но, браќа и сестри, како што во раната црква, така и денеска, како што вели Христос Спасителот, во последно време ќе се јават многу лажни Христоси, а тоа значи и некои владици, кои што ќе прелажат многумина и ќе ги упатат на погрешен пат. И сите тие што ќе бидат измамени, ќе завршат како Јуда. Тоа е крајот нивни. Затоа, браќа и сестри, апостолите, кога ќе се јавило нешто погрешно и во учењето и во обвестувањето, веднаш свикувале собор. А соборот што бил? Заедничко присуство на сите во тоа време апостоли, а потоа се проширува на вселенските собори, на светите отци, соборите вселенски, како што е денешниот празник, кој е недела на светите отци на првиот вселенски собор, на кој присуствувале 318 свети отци, кои што расправале за едно погрешно учење на еден свештеник од Александрија по име Арий, кој што бил многу учен, ама бил измамник, бил лажго голем и ги превртувал работите и луѓето знаел да ги лаже, а бил перфектен лажор. Оние што го викаат најголемиот светски лажор, можел до колена да му биде. Тој така ги излагал не само верниците околу него, го проширил лагата и во цела Александрија и во цела Александрийска црква. Продолжил ги понатаму и во целата тогашна ромејска држава. Знаете колку успеал да излаже цел Цариград, кој имал набиено храмови, сите тие станале жртва на Арие, на тој лажго голем, кој што учел погрешно за Христа нашиот Бог и Спасител, дека Христос не еднаков со Отец, иако слушнавте за нешто свето Евангелие, Христос вели: јас и Отецот сме едно. Исто се и Отецот, и Синот, и Светиот Дух, како Божество, како Бог по природа. Зашто Отецот е создателот на светот, тој го создава светот преку Синот Божи во совејство на Светиот Дух. Значи, цела Света Троица учествува во создавањето на светот, како што учествувала во создавањето на духовниот свет ангелски, како што учествувала и во создавањето на човекот, зашто имало совет на Света Троица. Ајде да го создадеме човекот, како што сме ние, Светата Троица, Отецот и Синот и Светиот Дух,
И човекот е создаден по Божиот образ или лик и по подобие, ликот е во душата која поседува три нешта: ум, разум и волја, а подобието е можноста човекот да се усовршува до Божиото совршенство, како што вели Христос: бидете совршени како што е совршен вашиот Отец кој е на небесата. Но човекот не може да биде совршен како Бог, бидејќи Бог е создател. Луѓето и се друго се созданија. Созданијата не можат да бидат еднакви со Создателот, но можеме ние, браќа и сестри, да бидеме Богови по благодат, а благодатта се енергии божествени, сила Божја, Дух Свет, што ни се испраќа. Тоа е благодатта Божја која ја примаме преку светите тајни од крштенијето до причестата како врвна света тајна, од која извираат и во која се вовираат сите свети тајни. И на тој начин ние го познаваме Бога, ако сме вистински верници, ако лажно не учиме, браќа и сестри, и ако не сме жртви на измамниците. А свети апостол Петар вели: испитувајте ги духовите дали се од Бога или се од ѓаволот. Зашто толку е опасно во самата црква ако не ги испитуваме духовите дали се од Бога или се од ѓаволот преку некои луѓе кои однапред црквата ја уништуваат. Поминале времењата, можеби, кога црквата однадвор се уништувала и надворешните пријатели не се толку опасни, браќа и сестри, за црквата. Кога надворешните пријатели ги убиваат христијаните во раната црква, како што вели Тертулијан, во тоа време, браќа и сестри, вели Тертулијан, крвта на христијаните е семе за нови христијани. Црквата уште повеќе се множеше. Но однатре кога се растура црквата, тоа е опасноста голема. И денеска ние треба да ја спасуваме однатре црквата од натрешните непријатели, од лажните владици, од лажните свештеници, од лажните верници. И еден нека е, и него треба свети апостол Петар вели: лошиот помеѓу вас испрлете го. Не може тој да ве води. Ако сум јас тој лошиот така што погрешно ве води, одма да ми испрли. Одма. Ама треба се докаже, а ние докажуваме за оние што се измамници и лажови, па некои као да имало мир во куќата премолчуваат. Знаете што значи тоа? Тоа значи, кога има некој разбойник, а вие не покажувате на него, туку направениот, како евреите, кој го бараве Христа да биде распната, не барава, да им биде пуштен, ете тоа ти е тоа. А ако ти премолчуваш за разбойникот, за оне што е опасниот, тогаш не си поарен од него. Соучесник си со него во злото. И така, браќа и сестри, да завршиме, бидејќи се одложи нашата проповед во оваа смисла. Црквата Христова на првиот Вселенски собор и на сите вселенски и помесни собори донесла одлуки се што е погрешно да биде осудено и било осудено. И тука немало никаков проблем, бидејќи соборно се одлучувало. На првиот Вселенски собор 8 членови од символот на верата наша, света православна, биле донесени. Наш теолог имаме, кој толку за символот на верата магистрираше и објаснува како е сето тоа. А ете докторираше пак толку на тоа дека ни од Бога откриена верата. Ако ни од Бога откриена, ние треба да ја пазиме и да ја чуваме, а не да се залажуваме
како на децата кога ќе кажете вишарче да се залажат, па нека е тоа или на нас шеќерашните, кои ќе ги дадат некоја замена за шеќерот, па земаме, да не јаде вистински шеќер и така натаму. Тоа се измами. Или дури кога потаму се одело и се оди, од време на време да се поисповедува, па дури да се стави по предност на фората од причесната. Па на фората е благословен леп, браќи и сестри. Е благословен леп, а таа не може да се споредува со целата прича, тоа е телото и крвта Христова. Затоа ние таму ќе оставаме да си земете благот и да даде свештени го. Ама на фората не е причесна. Мора да разберете. И тие што некои измислиле таква работа, зошто? Затоа што многуверници не сакале да се причестуваат, па сега ќе ме залажуваме со нафора. И да не замена на фората. Замената не е вистинското. Тоа е грешно, ама добро, ајде и тоа, за да се сетиме дека не сме се подготвиле за причесна, па именно да не да се подготвиме и да си ја земе вистинската, причесната, телото и крвта Христа, вместо на фората која е као некоја замена за причесната и така натаму и така натаму. Така, браќа и сестри, треба да знаеме дека христијанското учење се донесува на Вселенски и на собор и на црквата, да не забораваме дека имало и лажни собори, како оној под Давот, каде што бил осуден свети Јован Златоуст по барање на царицата Евдокија, зборувал против неа, иако не ја споменувал. Затоа осуден бил на прогонство и не стигнал до местото на прогонството, умрел пред тоа. Но, иако го осудиле на тој собор лажно под Давот, свети Јован Златоуст е светител, неговото свето тело е доказ дека е светител и ние кои слушиме најмногу литурги во црквата Христова е неговата божествена литургија на свети Јован Златоуст. Понатаму, друго, што да кажеме, браќа и сестри? Догмите или вистините за верата наша се прецизно кажани во символот на верата, вие одлично тоа го кажувате на божествената литургија. Се друго што било погрешно се донесло на вселенски и помесни собори по дејство на Светиот Дух, зашто е кажано: ако било што друго вам ви биде кажано поинаку од она што било донесено на вселенските и помесните собори, се по дејство на Светиот Дух едногласно, анатема да биде проклество. Значи, не е верата дадена поединечно некој друг, макар и еден и кој да е владика и така наречен старец да ви кажува за верата. Верата се кажува и се чува во црквата, а црквата одлучува соборно, а соборите биле вселенски, лажните пропаднале и ќе пропаднат, така што вистинските 7 вселенски и 10 помесни собори, на нив се утврдени догмите и вистините за верата наша света православна, изразени во символот на верата на нашата света црква, браќа и сестри. На тој начин треба и ние да се потрудиме да живееме согласно со учењето на нашата света црква. Ние вчера имавме заедничка литургија во Стоби, каде што буди епископот на тој град, на таа катедра, на таа црква, присуствувал токму на Вселенскиот собор меѓу тие 318 свети отци, како и Александар од Солун, даки од Скупи, па така ете, удостоени сме како црква во минатото, тројца епископи од Македонија да бидат свети отци
на првиот Вселенски собор и да одлучат против учењето на Арии, кој успеал во тоа време цела ромејска држава да ја зарази со таа ерес, вклучувајќи некои од царевите кои како Свети Константин се покајал за грешното учење, ама син Константин не се покајал, па него ни заслужил Царството Небесно. Затоа, браќи и сестри, да бидеме будни во се примерот како треба да ја чуваме верата, ги имаме светите отци на првиот Вселенски собор, на кој денеска го прославуваме во оваа недела, и останатите 6, односно 7 Вселенски и 10 помесни собори. А така, по нивите молитви Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај ме и спаси ме на нашите грани. Амин. Со страх вера и љубов и сакате
Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.